Покрај инфекциите и никотинот, аерозагадувањето е една од причините за белодромните заболувања. Повеќе од половината пациенти кои се јавуваат кај матичните лекари се со респираторни проблеми. Бројката во овој период е зголемена, особено кај децата и лицата над 60 години, велат од службата за белодробни заболувања. 4 се тие најглавни фактори што влијаат на овие заболувања. Први се инфекциите, бактериски, вирусни, второ е никотинот, трето аерозагадување и четврто разни причини други. Значи, овој е еден од битните фактори аерозагадувањето. Посебно во нашето поднебје, магловито време доста влијае врз нарушување на дишните патишта. Повеќе се јавуваат кај старите лица, повеќе изнад 60 години и кај децата до 15 години возраст. Затоа се препорачува во овое време помалку излегување во атмосферата или да се иде на повисоките места кај нема магла. Кај здравите луѓе респираторните инфекции траат неколку дена, се лечат симптоматски и поминуваат сами од себе. Кај хронично болните оваа слика е поинаква. Инфекциите најчесто траат подолго и може да дојде до компликации. Доста е зголемена бројката, доста е зголемена у смисла на тоа, посебно кај старите измоштени лица, што патат од хронични белодробни заболувања, хроничен бронхит, астма, емфизем. Затоа се препорачува тие што помалку излегување во надвор од домашните услови. Веќе подолг период Тетово е еден од најзагадените градови во земјава. Денеска концентрацијата на суспендираните PM10 честички достигна речиси 600 микрограми на метар кубен, што е 10 пати повеќе од дозволеното. Магливото време дополнително ја влошува состојбата. Спасот единствено може да се најде на повисоките места.